Предлози и идеи како да се трошат општинските пари. Денеска од граѓаните доби градоначалникот на Виница. Реконструкција на училишта, паркови, водовод и канализација, изградба на пешачки патеки. Се само дел од предлозите кои стигна на општинската адреса. Предложувам на градоначалникот и на неговиот тим да се заангажираат сината сала да се изреновира, бидејќи нема ни парно, ни услови, ни столчиња, ни бина како што треба, а толку многу настани се одвиваат. Посебно за селата сакам, недостига асфалт, бехатон плочки, питкаво за пиење, канализации. Граѓаните се локомотивата за развој на една општина и затоа е од голема важност да се слушне што им недостига, изјави Гордана Димитриевска Кочовска, подпредседателка на ВМРО ДПМН. Жално е, објаснува Кочовска, што и во 21. век граѓаните се уште молат за водовод и канализација. Јас морам да кажам дека сум многу задоволна од нашите градоначалници. Во рамки на буџетите такви какви што ги наследија, направија максимум, таму каде што навистина имаше повеќе простор да се реализираа повеќе, таму каде што имаше стари долгови, се трудеа прво да ги отплатат старите долгови, има реализација на проекти, но верувам дека веќе 2023 година ќе биде навистина годината во која што нашите градоначалници ќе покажат во сите општини голема реализација на проекти, односно почитување или реализација на тие идеи. Ние во текот на наредната година ќе продолжиме со реализација на проектите кои што се веќе започнати. Ние имаме склучено договори за изградба и реконструкција на улици во вредност од 9 милиони денари, кои што се во тек на градба. Исто така имаме склучено договор за поплучување на улици и тротоари во вредност од 4,5 милиони денари, кои што исто така е во тек. Денеска, освен во Виница, отворени денови за креирање на општинските буџети беа организирани и во други општини. ВМРО ДПМН, но и нашите градоначалници од ВМРО ДПМН ги отворија вратите во општините, да ги слушнат граѓаните, да разговараат за сите идеи, за сите проекти и така да ги направат своите буџети. Градоначалниците од ВМРО ДПМН претходно пред граѓаните дадоа отчет за сработеното во првата година од нивниот мандат.